При криза на науките, заради низа противставени научни теории, со што се појави скептицизмот во однос на втемеленоста на науките и релативизам во општеството, се побара помош од философијата. Хусерл во однос на философијата направи обиди да постави единствена научна основа со филозофијата како строга наука и универзално знаење засновано врз единството на човековиот ум. Философијата како строга наука, за да им помогне на науките, би била основа за опфаќање на целата реалност во целото нејзино единство. Хусерл во философијата изгради метод и правец наречен феноменологија, како наука за појавите во свеста, но не како опишување на надворешноста на нештата, туку како проникнување во нивната суштина. Крајната цел на феноменологијата е да се преиспитаат сите предпоставки на науките, да се пронајдат сигурни темели на сознанието. Феноменологијата не се занимава со предметите што постојат надвор од нашата свест, туку со појавите во нашата свест. Под природен став, Хусерл подразбира дека постои свет независен од нашата свест. Во однос на природниот став, философијата мора да се воздржи од изјаснување, давање суд за нешто. Феноменолошко епохе. Сигурното знаење се наоѓа во првичното искуство на свеста, изворните доживувања на самата свест, трансцендентална субјективност. Хусерл разликува три вида на свест, и тоа: емпириска свест, чија содржина се психичките доживувања, свест како внатрешен наблюдувач на сопствените доживувања, свест како форма на психичките интенционални доживувања. Феноменологијата се бави со интенционалноста, која секогаш е насочена кон некој предмет како нејзино основно својство, кое е изворно, првично и чисто. Суштината на самиот предмет ја определува резидиумот, остаток, оследењето на рефлексивноста. Тоа е априорна предискуствена форма за појавување на предметот во свеста. Ејдеска свест представува свест во која се појавуваат суштините, со интуиција, непосредно согледување на доживувањето, согласување на свеста со низиниот интенционален предмет.